Добар ден, кратки најави за денес. Струга од денеска се снабдува со вода од Долна Белица и за Грачани, но и понатаму стои забраната за употреба. Министерот за здравство на денешната собраниска седница одговараше на прашање за кратењето на буџетот за ретки болести. Се поголем број занаети стануваат дефицитарни, традиционалните се во изумирање. Утре показна вежба за евакуација при земјотрес во основното училиште во Чорацин. Следува временската прогноза. Во Охрид денеска имавме променливо облачно и свежо време со сончеви периоди. Дуваше умерен до засилен ветер од северен правец. Максималната дневна температура се искачи само до 6 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Утринската температура од -2 степени, а дневната ќе се искачи до 11 степен. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од југоисточен правец. Температурите во Македонија утре во интервал од -8 до максимални 14 степени. Утре во текот на ноќта и во петок под влијание на нов влажен бран ќе има повремени врнежи од дожд на повисоките места, од дожд и од снег, а на планините снег. Врнежите ќе бидат пообилни во западните делови и до 25 литри на метар квадратен, а локално ќе има услови за појава на грмежи. Во деновите од викендот времето ќе биде променливо облачно и постудено со умерен до засилен северен ветар. Од понеделник ќе превладува сончево време со пораст на дневната температура. Изворот шум е исклучен. Водоснабдување на Струга од денес се врши од изворите во Долна Белица и за Горичани, но водата се уште е забранета за користење. По повеќе од 10 дена без безбедна вода за пиење, Струга се уште во исчекување на одговори. Експерти од Градежниот факултет пристигнуваат на терен за нови анализи на изворите кај шум, додека се чекаат и резултатите од приватната лабораторија. Струга повеќе од 10 денови се соочува со проблем со загадена вода. Изворот шум е исклучен. Водоснабдување на градот од денес се врши од изворите во Долна Белица и за Грачани, но водата и натаму е со поголема матност од дозволената. Од Центарот за јавно здравје велат останува на сила забраната за користење. Стружани негодуваат, велат плаќаат сметки, а вода купуваат. Од продавница, да. Иначе не се пијат ни Струга, ни Паселава. Загадена вода не пиеме тука никако, поче земаме, купиме, него таја. Иде сметката, не те прашуваат, одиш само во проаква, треба да го платиш. А водата е катастрофа. Зошто да купам вода кога ги имам водата дома јас, да се пијам како човек? Сега јас купив тука јадов, вода немаше. Купив вода 70 динари, едно мало шише. Кафе да пијар, вода немат. Тешко е за народот, тешко е многу. Неофицијално загадувањето се поврзува со копање каменоломи во близина на изворите, кои подолг период работеле без соодветни дозволи. Градоначалникот одговорност ја лоцира кај претходната власт. Овој случај не е прв случај, имало досега неколку случаеви. Нормално дека овој случај, овој феномен не дојде тек така. За жал, Струга има толку години наназад, па и сега проблеми со чиста вода и со недоволна вода во градот. Основното јавно обвинителство отвори предмет за утврдување на евентуална кривична одговорност за загадувањето, а утре е закажана вонредна седница на Советот на општина Струга.
Министерот за здравство Азир Алиу денеска изјави дека ќе бидат обезбедени лекови за пациентите со ретки болести и од оваа година првпат ќе се прави набавка на лекови за овие пациенти за 3 години. Тој одговараше на прашање од пратеничката на СДСМ Бисера Костадиновска-Стојчевска на денешната собраниска седница, кое се однесуваше на кратењето на буџетот за програмата за ретки болести за околу 3 милиони евра. Пратеничката од СДСМ Бисера Костадиновска-Стојчевска на денешната собраниска седница упати прашање до министерот за здравство Азир Алиу за кратењето на буџетот за програмата за ретки болести за 180 милиони денари или околу 3 милиони евра. Ако правото на здравје е универзално, тогаш мора да важи и за оние чии болести се ретки. Зашто ако е ретка дијагнозата, исто така ретко скапоцен е и човечкиот живот. Државата не може да им гарантира третман на овие пациенти со вакви буџетски кратења и директно ги загрозува, и ова представува една навистина голема неправда. Моето прашање до вас е што ќе превземете за оваа неправда да се исправи. Министерот за здравство порача дека пациентите со ретки болести ќе ги добијат неопходните лекови, наведувајќи дека годинава за прв пат ќе се спроведе 3-годишна набавка, наместо досегашната практика лековите да се обезбедуваат за период од 1 година. Владата од оваа година ќе има 3-годишна набавка, а не 1-годишна набавка. И може би изгледа дека овој буџет е намален, бидејќи реорганизацијата, односно методологијата беше поинаква, но ви гарантирам дека ниту еден граѓанин или ниту едно дете нема да остане без потребните лекови и без медицински третман, бидејќи тоа е обврска како Министерство за здравство, како држава, како влада, и свесни сме дека овие граѓани заслужуваат уште да се третираат уште од раното детство. Министерот Алиу информираше дека е зголемен буџетот наменет за трансфер на знаење кај лекарите кои што работат со пациенти со ретки болести. Имаме средби со надворешни експерти кои ќе работат со нашите лекари за да имаме нови методи за третирање и лекување на овие пациенти, не само во однос на лековите, туку и за другите третмани кои што се екосистем за здравјето на овие деца. Министерот додаде дека се воведува и стандардизација на процедурите при што секој лекар што третира пациенти со ретки болести треба да постапува според строго утврден протокол. Регистарот за ретки болести во Македонија брои 1093 пациенти, од кои 260 се починати, а 180 со цистична фиброза добиле посебно финансирање надвор од програмата за ретки болести. Од вкупно евидентираните 240 се деца до 14 години. Утре со почеток во 10 часот во Општинското основно училиште Кочо Рацин ќе биде одржана показна вежба за евакуација по сценарио за случаен земјотрес и давање сигнал за општа опасност. Вежбата ќе се реализира по претходно утврдено и разработено сценарио за действување и евакуација по случаен земјотрес, изработено од Одсекот за превенција при СВР Охрид и Црвениот крст Охрид, а со кој се запознаени учениците, наставниците, Регионалниот центар за управување со кризи, представниците од Општинскиот инспекторат за образование и останатите учесници, територијалната противпожарна единица Охрид, итната медицинска помош и другите институции. Вежбата има превентивен карактер, а целта е подигнување на степенот на подготвеност кај учениците и наставниците за поефикасна заштита при земјотреси и други елементарни непогоди. Показната вежба се спроведува согласно планот за заштита и евакуација при несреќи и планот за работа на училиштата во вонредни околности. За време на одржувањето на симулациската вежба, полициски службеници од СВР Охрид привремено за сообраќај ќе ја затворат улицата новопроектирана, која поминува низ Охридската касарна. Старите занаети се во изумирање, а со тоа во заборав оди и дел од традицијата и историјата. Но и занаетите како кондураџија, шнајдер, лимар, полека стануваат се подефицитарни. Младите не сакаат да учат и да работат за најчиство затоа што сметат дека тоа е тешко и неисплатливо. А на оние ретките кои сепак ќе се решат да отворат за најчиска дејност, неопходна им е поддршка.
Фризер, шминкер, козметичар и масер се најатрактивни занаети за младите. Ова се модерни занаети кои носат добра заработка. Но старите занаети се во изумирање, а со нив во заборав оди и дел од традицијата и историјата. Голем број веќе се исчезнати, а и на дел од нив сериозно им се заканува таа опасност. Општина Охрид од 2022 година започна со субвенционирање на традиционалните занаети. Право да аплицираат на повикот кој што веќе е објавен за годинава имаат физички и правни лица кои извршуваат занаетчиска дејност како кондураџи, опинчари, производство на хартија, книговес, валајчари, бојаџи, кувенџи, резба на дрво и бакар, филигран, ткајачи и четкари. Изумираат пред очи, изумирали уназад години, пред 20 и пред 30 години начинаваме на ланџи, самарџи, фортомари, некој пат што имало на времето, можда и нема потреба веќе од ними да има, али не би рекол дека нема потреба од кондураџи, шнајдери и слични занаетчиски дејности. Дефицитарните занаети се потребни, но се ниско профитабилни. Занаети чиј број постојано се намалува во занаетчискиот регистар се водоводжија, инсталатер за парно грејење, електричар, лимар, клучар, чевлар и други. Младите не сакаат да работат занает затоа што сметаат дека тоа е тешко и неисплатливо. Ако државата би зела обврски за овие дефицитарни занаети, она што го имаме ја ставено во предлог стратегијата за развој и напредување на занаетчиството, да им помога на ваквите занаети со плаќање на придонеси персонален данок, можда би ги примамило младите луѓе да почнат да се занимаваат и со овие дефицитарни занаети. Минатата година имало 12 ново регистрирани занаетчи и 7 кои престанале да вршат занаетчиска дејност. Најголем број од оние кои отвориле собствен бизнис било со помош на владина мерка за самообработување. Според Централниот регистар, од 360 регистрирани занаетчи во Охрид, активни се само околу 54. Согласно календарот за 2026 година за подигнување отпад од пластика и хартија од кантите за селекција, јавното предпријатие Охридски комуналец ги подсетува своите корисници на услуги од улиците Железничка, Прилепска, Винковачка, Будва, Крали Марко и 8 март, дека во петок 20 февруари ќе врши подигнување на отпад од пластика од жолти садови и хартија и картон од сини садови за селекција. Од предпријатието апелираат граѓаните од наведените улици да го почитуваат календарот за подигнување селектиран отпад. За повеќе информации посетете го порталот tvma.mk. Пријатно!